Од 4 години на 4 месеци. Само се користени на мапите ново. Тоа и ова книга на некој начин има преку 400 кусор страни и преку 35 години целокупното меморирано искуство. Наеднаш се слеа преку пораки навечер кои ме будеат. Тоа се дешава да се обикува тесно. Станува, машината ја обикува, доаѓа и тој не работа со шрапци. Со машина вика, тоа поврзи го со тоа со тој, па ќе почне да функционира. Нешто се случи кај мене слично. Ја во времето бев шахиста, пионерски првак на Охридско-Струшки регион. И тоа ја да заправи да можам шахот однапред со потези и сите тие духовни работи се јавуваја и тој мозаик се склопуваше. И моментот кога се склопуваше, ја во 2 сатот или во 3 сатот станувам на Самајле, на сопругава се викам, прстот кој ќе покажам, немај да се ми проговори. А тоа е таа состојба на висока свест. Ако проговори, одма мисла на бумна свест и често пати ќе го заборава тоа што треба, таа слика што требаш да направи. Седам на компјутер и имаше екстремни ситуации кога ја 5-6 сати седам на компјутер и само пишам. Тоа е скроз различно од интелектуалното пишување, например на бакирскиот труд, со фусноти, со ово, со ово. Ова едноставно ти доаѓа како сега. Ако тој немаше, ја не очекував вака со прашање, ја немаше да застана. Само че зборев и како ми доаѓа во моментот кога се спремам за презентација. Како доаѓа така, али се опошто. А Илија пишува вака за неговиот Адамус. Тој е мојот ангел, кој ги разбиваше парадигмите на старата енергија и цела година безобразно, но сладко ме будеше од најдлабок сон и ги отвараше парадигмите на новата енергија преку така наречените мои увиди. Парадигмите на новата енергија ја пробија мојата парализа, создадена од старата енергија и ме насочија кон синтеза, кон новата енергија. А всушност, моето следно прашање би било всушност каков пат е тоа помина до будењето и дали е тоа најтешката фаза. Фантастично, право. Значи, во моментот, кога го глотнав терминот, јас треба да се просветам. И завршив многу курсеви, силва метод, космичка енергија, скиентологија, диенетика, јога, папирање на уме, и така натаму. Кој курс излезеше ја таму. Меѓутоа, се додека не дојдов до еден момент до една книга и една информација, веројатно немаше да направам овој пробив. Имав една книга, заљубен бев, али пазите, ја ова работа ја правев, студирав као техника. Со женава заедно кога работевме, таа вика за може ти 3 дена седеш на една страна, техничка механика. А ако треба и 30 дена ќе седам, додека ја не разберам процесот на математиката, таа задача како следи, ја не можам да направам. И сега се задржав на Джуди Кришнамурти, а морам да кажам дека главните гуруа учители беа индиците. Индиците и таму направи фантастичен пробив и тие ми отворија крилјата за да можам да работам. Пред кога наблегов во книгава некаде околу половина, и викам зашто, а мојот хендикеп не знам англиски. Преку транслет ги преводам книгите и мојот почитувана рецензентка, ако не беше, немаше да направи овој продор во обицаате дека може видеата да се титловат директно на македонски или на српски. И тоа ме препородило. 2 години беше така ми се шест. 2 години, ја 2 години се имам целокупното светско знаење одма изворно. И тоа кренав напред. И сега викам, ајде се проверам јас, дали има овој квалитет книгава или нема. И извлеков преку 100 страници од Индија, од типот на, веројатно тука има доста што знаете, читам сигурно Ошо, Нисаргадата, Рамане, Сатјананда, Муктананда и другите наши западњаци, Тол и така натака. Меѓутоа, наеднаш останав чудоневен. Објавив постови на македонски јазик, преку 100 веб страници имли, а едната страница има посетители, членови преку 250-300 илјади, што е голема нација. И наеднаш во рок од 2 дена, мојот Facebook статус од 200 души порасна на 5000. Ја не верувам што се деси, значи сте парат, а ја на македонски.
Со охрабрив и почнав да пишам постови, напиша преку 300 постови во сите тие индиски книги. И морам да признам дека тоа беше голема гордост за мене. Моите гуруа, учители, Ошо и така натака, во нивните Ошо ловец со 250.000 членови, поставен сум, јас сум сликата Сиемска мачка државна, и сите мои постови администрацијата ни не проаѓа, а таво се исклучува само цитатите од Ошо за неговите следбеници. И отворите Ошо ловец, ќе бидете изненадени, може да е горди и на мене, затоа што сум струженец, како што сум ја горд на Константин Милатинов. Зашто горди? Па преку 150 постови, 150 слики, ја Ошо, друге нема во светски рамки. Тоа се тешева и кај Саргадата и кај Рамаре, кои се појам за тоа. И сега вика, добро сега збореше за егото, сега прво го истакна. Ќе дојдеме до тоа теза. Егото ја го ништев, ама сега испадна дека е грешка, некој пишал погрешно, ќе дојдеме до тоа. Ете, ова заслужува аплауз, мислам дека му дадеме подршка на човекот кој веќе толку години потрошил за да ја напише книгата, потрошил во наводници, затоа што тоа го сакал. А одека во публиката, покрај мене како промотор и почитуваната Перчинкова рецензент, има уште не еден човек кој да остави едно ливче, вака убаво пишано на компјутер, се вика Кире Дрзман, вели дека е пријател, се разбира, на почитуваниот Кавај, и во тоа писание се вели вака: Илија, патот твој е сличен на патот на Александар. Мене во некој поглед ми е полесно и понеодговорно со зборови да представам одредени состојби кои не постојат од оние кои постојат. Но тоа за тебе, како искрен и совесен писател, е всушност обратно. Ништо не може на зборовите да им побегне толку, а сепак ништо не е понеопходно тоа на луѓето да им предочуваш известни состојби, чие постојање не е ни веројатно ни лесно докажливо. Но кој па што тоа што ти како искрен, совесен и аналитичен човек ги третираш како постоечки. Тие бидуваат донесени чекор поблиску до постоењето и можноста да се родат. Кире Дрзман. Аплауси и данек. Сега, би сакал само сосема, мислам дека полека треба да препуштиме малку микрофон и на поприсутната публика, но би сакал да ве прашам, кому му е на мене тоа книга? Кој сметате дека неопходно треба да ја прочита? Дали секој или само оние кои може би се борат со себе, а не има мнозина такви? Фантастично прашање. Прво и најважно. Кога почнавме мултилевел, во овој систем од 10.000 членови, а како дојде до таа средба, и не е случајно и ова ќе поткинете еден нов систем кој веќе го имам замислено, а утре ќе разговараме на таа тема. Мултилевел маркетинг, ја држам презентација пред 30 години во Скопје. Заврши со презентација и тоа човече не приде. И вика, господине, не се познаваме, јас сум воодушевен од вашата презентација. И така ние се спријателивме и почнавме заеднички да го тераме бизнисот. Втора, би рекол, парадигма која ја прихватив од него. Али претходно кажав, како Паун бив интелектуалец, а тој беше обичен, немаше ми се чини факултет, пошто сега има факултет животен, на многу нас животен факултет. И во тој момент, кога отпочнавме со тој процес, ми вика, зашто работиш во систем кој е сигурно најмаце 100% помалку плаќан nego другиот систем? Тој работеше во другиот систем. Добро, ке, како јас се напатам другариве да дојдам таму? Добро, стрпливо тече. Дојде до конфликт, јас се повлеков, дојде тој Вохит, вика, сега си спремен за разговор, сум. Погледни сега. Со ова колку ќе заработуваше? 100.000 евра вака ми толи преку просто. Така беше кино. И сега прашање, што татко барат сега тој тука? Тоа е нешто истото. Само сега ние два пати ми направи поново писане. Како што беше со Милена, тој синхроничитет е просто неверојатен. Денеска ми се потврди исто мојот комшија ми одино. Ја не може да најдам решение, за да се сниме, го најдев. И ви поштам душата на како бара тоа. И пред 2 сати го најдев и ја го се снима. И сега кога
Той ми даде една книга Тао по физиката, от некој амерички автор. Я рекao, што ќе нема книга? Тешка е. Како мојата почитувана рецензентка, морам, ја се кесам на затоа требеше. Само за момент да видите. Која е таа? 102 сати со Чарлз Бернер, а Чарлз Бернер е поем во светски рамки од духовност. Сега брзо почина. Билена Пречинковска 102 сати, ама тој ема Билена Пречинковска. Она малку што срцето успеа да запали. Ова е на Амазон објавена. Таа е добра рецензија за мене. Ја не ја молев, ама напиши вака или така. Таа прочита, даде таа рецензија. Таа е таа Билена Пречинковска. И сега. Човеков ми даде таа книга. Година е по таа книга, ако седеше кај мене можда 10 години. Се активира со невидени брзини. Зашто? Ами ја навлек во квантнава наука. Кога навлек во квантнава наука, гледам, тој упоредува целокупно источно духовно живење со квантнава наука. Ја тоа голтнав работи од него, кој ја менува целата медицина, и затоа сакам да отворам разговор на медицина, а после, ама ќе бидам краток, зашто ова нема крај. 4 години пишувам. И сега после тоа, пред 10 дена, вика, ево едно многу интересно, собрано од сите тие духовњаци, да видиш, се работи, вика, за медитација, за дишењето. Прати. Ме прати, пред 10 дена. Знаете што записи? 4 години се бора со терминот. Најден гуруа во Скопје, светски, индиски великан, а после праша, вика, че е мала разлика меѓу свесност и внимание. Вика, свеста е постара свесноста, а вниманието не знам зашто го ставате во контекст на свесноста и свеста, тоа е функција на умот. Дали си задоволен? Климно со длата, не задоволен длата, само си задоволен одговор. 4 години јас сервам со тоа. И кога ми даде тој книгата, го сејавам, знаеш ли дека за 4 години сега ми го реши проблемов? И ова се што ќе ви го кажам, прв пат излегува во светски работи. Зашто? Прочитајте, ќе видите. Прво, Джуди Кришнамурти и Уге Кришнамурти, великани во индиската филозофија. Тука е стои Алан Воц, доктор по теологија, кој го потврдува световото. Вика вака, свесност е внимание во сегашен момент. А сега, гурува вика дека е со умот, а вика се свесност. За на кого да верува? Истрагата трае и на крајот дефиницијата сама логички се наметна. Тројство се јави. Кој е тоа тројство? Управа е Джуди Кришнамурти, реинкарнација на Буда, светски великан, свеста во сегашен, али од кој аспект? Од аспект на свеста, од аспект на апсолутно, од аспект на сега и овде. А што е ова што го збори Бухачи? А збори за умот, дека е функција и тука е егото, личноста и така натака. Па ако е така, сега на егото, вика Адам со свест ме буди, и вика цело време ти размишляш за его и направи сатанизација од него, треба да се поништи. Така би 45 години. Па егото е позитивно. Кој имам тоа овој пример? А докаже дека е позитивно. Како е позитивно егото? Зашто е научил тогаш така? Вика, егото, за да запамтиш, вика, дека е позитивно, запиши го терминов вего. А што ти е то вего? Вего е его без реакција и мислење на другиот. И тоа го вика духовно са, и да не го булдем го, како тој што ти одговара, што ти доктор, иначе, не нешто, ќе кажеш прекинувам. И сега, одма се подемисна на 2 дена. Едниот дел, а тоа е уште тоа години назад, и дојаше се мислата разговор с Богом, и се дискутира, вика, да, егото има две функции. Едната е конструктивна, другата е деструктивна. А цело време јас сум за деструктивната, дека егото произлегува од мислата, а мислата е непријател на човекот. Тоа вика егото позитивно. Решение, ево решение. Значи, деструкцијата
je instinkt i reakcija. A pozitivното его je neophodno. Ова вече живееме во релативниот свет. Ова форма се бори за обстанок. Ама тој обстанок врзан е со зелениот семафор и црвени. Значи ја морам да го меморирам тоа и автоматски да ја рефлекс. Иначе зависно јас сета помислам дали да идам на зелено или на црвено. Место на форма. И сега ќе дозволите вашето его да ни дозволи да помагаме другите да кажат по два за вас, ако сакаат и ако можат и полека да привршуваме. Нели тие разговори ќе продолжат откако Се слагам само што ова многу е важно за сценаријата. Дали сте погрешни култура. Вибрационно излекување. Тој термин се претвори во природно вибрационно здравје. Значи, толку време го студирав и со помош на жена и дојдовме до заклучок дека природно вибрационно здравје е екзистенцијално здравје од апсолутно. Умот е тој кој, како не истекне Тримов и не е случајно да викана ставена, кога се поставува бранава на Тримов, тоа го правиме ние. Али нема стварно нема време за разговор. Зашто да сетиме се префрлиме на микрокосмос? А што значи тоа микрокосмос? Ево, дава, например. Таме, ти мене ме гледаш надвор или внатре? Кај ме гледаш? Овдека сум ја или во твојот хардис? Сите гледате дека сум ја раставен. А ја викам се не, тој е микрокосмос, внатре сте сите. Целиот микрокосмос е внатре тука. Таа е холографската слика. Таа е пола работа за се дојде тоа. Професорицата тоа си го знаете. Значи, таа е холографска слика дека сме ние тука, таа ги прави сите проблеми. На крајот само за да се свати што е ова тежинава нова. Кравата е факт. Опиши ја кравата, индиец вика таа кравата е свези. А српкинава боја, каква е таа за наскара супер. А се не е за наскара ние светили. Што е факт? Фактот, кажете. Фактот е интерференцијска шева, односно електронски проблем. А ние што го гледаме сега како крава, да го гледаме однатре. Тоа е последна прича извод настави се. Има ли некој кој што би сакал да проговори на оваа тема? Еве, доктор Климент, така, само микрофонот, јас ќе дојдам. Или ве молам дојдете поваму малку, сакам. Со респект за вашите години, ама ќе мораме ради микрофонот. Прво ми е многу чест што имав ваква пригода. Благодарение на директорката, иначе не бев известен и немаше да знам за ова прекрасно чувство. Тој е горд на Миладиновци. Јас како стружанец сум горд што имаме вакви авторитети и дај Боже да ни се множат такви авторитети. Денеска сме ставени во една тематика за која што сите ние навистина екстремно малку знаење имаме или можеби дури воопшто и немаме. Зошто е тоа така? Затоа што човештвото воопшто е ставено во една огромна вековна заблуда и во неможност да прави разлика меѓу умот, зашто еве јас не умеам да дадам дефиниција, и мозок. Сега, младиве технолози, младиве луѓе би рекле софтвер и хардвер, од прилика така некако, но како и да е, значи навлеговме во тема, денеска слушнавме работи за кои што малкумина сме доволно кадри да дискутираме и сум пресреќен што слушнав полно факти. На крај сакам само да кажам дека неговите родители и моите родители беа во извонредно блиски, пријателски, другарски и секакви врски и дел од една реченица што тој ја рече дека имал толкав број на книги од таа тематика, а значително
и процентуално и бројчано помал број книги од неговата строга стручност, па некако неодолjivo ми дојде да го прашам дали се присетува на нивната семејна библиотека, на која јас како дете се воодушевував, и дали тие семејни традиции влијаат врз сево ова негово навлегување во област во која што малкумина ние можеме. Сигурно ќе ви одговори малку подоцна, за да оставиме простор за другите. Тоа е Струга. Има ли некој друг кој што сака да каже збор два? Или ево, одговорете сега. Сега се Струшки вече на поезија. Седам, знаете, во Еленкана живеам таму, како на Брод 15 години, значи и тој простор, и таа енергија допринесува тоа. Значи, експанзија на свеста додека не се деси, не можеш да излезеш од умот, и умот е фиксиран како во магла батеријска лампа, гледаш и не можеш да се прошири. Тоа доаѓа разликата меѓу свеста и умот овака некако. Значи, свеста е како радар систем. Ки фаќа сите авиони што се во рамките на тој радар. А умот е фокусиран на авионот кој треба да слети на неговата дестинација. И друго не го интересира. И најде се што се дешава. Излегуваш во шума. И имате на мала пародија тука од одличен инженер до забеган Нобеловец. Се прогласува 2 пати Нобеловец, и тоа кога реагирате цело време е поента околу разговор меѓу ниската и високата свест. Ниската свест ме дразни, високата свест дава одговор. Високата свест е овде и сега, или душата, овде и сега, и таа е динамичен процес. И тоа ќе ве доведе до Тао. Што му е то Тао сега? Таа книга што ми даде Кире, ако не беше таја, не беше да знам што е Тао. А не знаев Тао, че беше со огромна шуплина, све ова што го дискутираме. А Тао е динамичко единствено поларните спротивности. А ние како живееме? Избираме еден пол. И кој пол? Па избираме сакам клима, не сакам оно. Сакам здравје, не сакам болест. Па нема да се дефинира едно без друго. Чим се ти во дуалност, нема сакам, не сакам. И сега, како навлегувам во тоа, и ми дојде жално, гледам граничица и ми отиде Константин Милатинов, заедно со почитуваниот Климе, тука игравме. Тој постара, ама тука не беше највисоко место, куќата од браќа Милодиновци, тука се скијавме надоле, изгореница, го викам, изгорена куќа. И викам, добро, зашто човеков патил? Целава поента е, зашто патиме? Све имаме, ама бевме посречни, кога бевме млади. Знаете зашто? Затоа што треба да дефинираме што е богатство. Богатство по дефиниција е слободен проток на енергија. Све друго, чим се минусира тоа, може да се ти навлезеш во илузија, но може дека ја имам ово, немаш. Ако немаш слободен проток на енергија, немаш. И застанав и се мислам, дали е можното? Да, со масовната свест. Тоа се апсолутно успорува и ради себешни цели се програмира и ние говориме на тој слободен проток на енергија. А дали е можно да се направи? Да, и препорака има за Струшките вечери и се надеам многу брзо дека Струшките вечери нема да почнуваат со тага за југ, него ќе почнуваат со фампари за радост и љубов, а тоа е внатрешна состојба. А што е целва на ова се? Како да кренеме ние во тоа? Како да кренеме во таа нова земја? Па како да кренеме? Прво треба да се разбудиме. Што значи будење? Свртисте се внатре во себе. Проблемот е тука кај нас. Ама како проблемот комшијата би ја гледаше жената. Јас се љутам. И што му направив? Ја 3 пати појќе ја гледа жената него. И цело време ние така функционираме. Ајде да прошириме малку перспектива, перцепција да прошириме. А комшијата, ако мене ме налюти, и сега лекарот му вика, зашто си ти депресивен? А не може да трпа комшијата. Нека добро вика, ево ти, рецептот ќе го дајш на комшијата. А зашто на комшијата? Ти викаш дека тој те депремира. За да се реши проблем. Значи ние рационализираме и не е проблемот кај нас, па кај нас е проблем. И тоа ако ќе урадмините, значи без тоа нема будење. Првата фаза на будење значи сврти се внатре во себе. Ама мене има голема нервоза. А тоа е твоја енергија. Твоја енергија, твоја даска е блокира слободниот проток на енергија.
решава го проблемот. А вториот дел, кој е исто така тежок, е спознаја. Што е спознаја? Па изворот на твоето постоење. И имаме фантастична дискусија со професорката. Така, ти си квантен физичар. Ама квантната физика нели вика докаже дека нема честичка од двојното тртено. Ако е така, што барате понатака со честички? Прекрасно кажано и полека мораме да сонцето ни зајде, полека ќе ни се стемне, а тој муабет ќе го продолжиме потоа како ќе завршиме ова официјално опција. Да. Идеме на по кафич тука, и во близина, кој е слободен, така правилно мултилевел. Кога се заврши мултилевелот, идахме и наставувавме со дискусии. И дискусиите текот тука треба да признаи кој е заинтересиран за тој да дојде со собрание. Овде кога се наведуваат кој може да просто. Јас би завршил со една ваша порака или мисла од книгата, вели вака. Со да што се стремиме сите кон трансформација или промена од себе и во себе и велиме од утре ќе бидеме поинакви. Вистинската трансформација доаѓа тогаш кога сопствениот телесен храм, тој празен простор, кој е исполнет со светлина, чиста свет, по највисоките вибрацијски фреквенции на љубов и радост, толку неопходни во сегашниот момент, кој не е исполнет со страф и омраза, например. А почитуваниот Илија Каве вели, нека тече мислата и светлоста. Ви благодарам да ви се многу добавите. Вам ви благодарам, почитувани, што бевте овде крај на летната стена во Националната установа Центар за култура во Браќа Младиновци во Струга и знам дека деновива ви се струшките вечери на поезијата. Поменете си убаво, ние охриени секако ќе скокнеме до Струга да видиме што се случува тука. Пријатна вечер на сите. Само да сите присутни имат книга бесплатно и кој ќе сака да му се потпишам, ќе му се потпишам таму, кој ќе дојде на кафе или на сок. Мојте да си земете книгата и кој ќе дојде, тој ќе чисти. Идем го таму. Ќе ти прави да свртиш камерата да зумираш и не. Ќе имат, ќе имат. Ево се, ево вика го иде. А она е чавка, море. Не, чавка, овде гугутка. Не може да се свитка така. Ние сум дорасна тушина. Kada se kolega sa uzbujače, medijska izvesa. Таа е било куќата на Дучино. Тамо некаде... Ама сакам да скенирам и да видам. Некаде на столи си слушам. Систепа. Систепа. Ќе идем ќе ја бараме.